Вака, зошто сексуално образование? Зарем не е по-нормално да се воведе предмет по љубовно образование? Зошто се почнува од она што обично е круна и доаѓа на крајот од љубовта? Сега говорам за нормално сексуално образование. И еве, луѓе, институциите кои што ја поддржуваат Ирена Цветковиќ, а кои што за жал нас не разочаруваат и не изневеруваат. Нели кога сме веќе кај факти, кај докази, исклучиво се служиме со факти и со докази достапни за вас. Ова е сервис на собранијата. Предлог законот за изменување и дополнување на законот за матична евиденција, кој што беше вратен од процедура пред 7-8 месеци заради тоа што се одржи спорни елементи и дистинкција помеѓу род и пол. И сега пред 2 месеци се враќа во процедура во сосема нова рува, заради потребите на одредени граѓани. Исто полов брак, така? Да ве прашам, дали некој размислува дека и да се дозволи усвојување на деца во исто полов брак, ако се мажи во прашање, да речеме, што правиме кај тоа дете, кој ќе ја создаде митолошката, символичка представа за мајчината дојка? За она што е плодност, за она што во речниците на символи се толкува како знак на мајчинство. Заради тоа што во нивниот прирачник воопшто не станува збор за некаква сексуалност, туку станува збор за идеолошка пропаганда, која што е фашизоидна, деструктивна. За образование нема ниту траг. Оти образованието треба да го обликува образот Божи во човекот. Човековата душа не е гусла, па да почне со сексот. Таа има жици, таа е харфа, тоа се емоции, тоа се сенчење од емоции. Да ја ставите жената во излог, како во месарница, да се продава како парче месо? Во садо мазо облека од кожа со камшик во раката и да повикува на насилство? Родовата еднаквост е и феминизмот на Ирена Цветковиќ, борба за заштита на жената. Половина од книжевноста и од уметноста ќе падне во вода. Сите архетипови, сите митови за женското, за машкото, за плодноста, за Бога, за возвишеното, за сето тоа ќе се редефинира. Како се случува прогресот на джендеризмот и така натаму, се создава клима и атмосфера за толерантност кон педофилијата. И прво што забележа во дебатите кои што се водат, дури со опозицијата, едноставно терминот педофил не се користи. Као знаеш, не можеш да кажеш Волдеморт, па знаеш кој, нели? The P-word. Мене ми се чини дека сето ова е насочено, тие идеи за наводни слободи и права. Еве ви ги, ќе ги добиете. Но тоа е насочено да се уништи семејството. Те на државата, активистите и граѓанските здруженија ќе излезат од образованието. И тоа ќе се случи, и ние немаме каде да одиме, станува збор за нашите деца, тие се платеници. Тие работат, го одработуваат тоа за пари. Нема богатство кое што може да ни ја надомести љубовта и грижата за нашите деца. Затоа ќе победиме и затоа нека си ја прочитаат пораката од транспарентот на Ена Бендевска.